Премиерът вчера, вице-премиерот Бујар Османи најави дека дуиќе побрли дека веќе е разговарано за вклучување на Охридскиот договор во преамбулата, во предлогот за измена на преамбулата на Уставот. Добро, знаете дека имаме динамичен процес, инклузивен процес, сакаме со сите да разговараме. Ова не е утврдено прашање, доправа ќе се разговара или се разговара на подпредседателско ниво. Знаете дека бев посветен на разговорите со пратениците од новата пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ и коалиционите партнери за подобра Македонија, за да можеме да го направиме инклузивниот процес кој што го ветивме во рамките на разговорите кои што се случија како резултат секако на конечната цел гласање за отварање на потребата од уставните амандмани. Охридскиот рамковен договор е составен дел од Уставот на Република Македонија. Тој е вграден веќе после потпишувањето на рамковниот договор. Сакам да испратам порака дека инклузивноста на процесот е важна, но при тоа не смееме да со своите амбиции го застанеме целиот процес и го минимизираме во делот на времето неопходно за донесување на сите неопходни чекори, кои што знаете дека се проектирани некаде средината на јануари или втората половина на јануари. Ќе разговараме за сите детали, мене ми е многу важно прво да го исполниме договорот. Тоа се суштините на уставните промени, а во рамките на тие суштини веќе гледам дека имаме многу внимателен начин на предлагање на дополнението на уставните амандмани, кои што го гарантираат идентитетот, кои што ја гарантираат потребата од верификација или ратификација на договорот од грчка страна, како и примената внатрешна, која што секако сето тоа е во духот на договорот. Овде и сите други чинители, пратениците, кои што вкупно 80 дадоа глас за да се отвори уставната промена, се важни. Секако со нив ќе разговараме и секако доколку тоа е прифатливо за сите, ќе ги продолжиме процесот. Вклучително и за ваквите изјави кои што ги слушнав и јас синоќ од медиумите. Дали завршија конечно консултациите со основните пратеници од ВМРО-ДПМНЕ и албанските опозицијски партии околу нивните предлози и дали допиток ќе се запази конкретно рокот со давање на уставните амандмани и предлозите, дали очекувате од ВМРО-ДПМНЕ како опозицијска партија да го блокира процесот со доставување на 100, 200, 500 амандмани на промените? Не, прво, деловнички рокови се јасно определени. Ако ние на 5 на влада ги усвоиме нацрт амандманите и ги пуштиме до собранието, проекцијата од 30 дена за закажување на седницата е таа. И седницата ќе се закаже. Во рамките на 30 дена, согласно деловникот, ќе се отвори дебатата на Уставната комисија и законодавно-правната, како што поминува. Секако вака утврдените рокови се јасно прецизирани во деловникот и во рамките на тие рокови се водат сите дискусии, па затоа и се дозволуваме да испроектираме датуми втора половина на јануари месец. Вчера добивме конкретни сугестии, имавме квалитетен работен состанок со пратениците од новата пратеничка група, каде што верувам дека денеска ќе се вградиме, ќе ги бидат вградени во самите текстови, ќе ги консултираме уште еднаш за тоа што го сугерира, преточено во текст да го видат како тоа изгледа и ако го дадат пасот, секако продолжуваме со чекорите понатаму. Знаете дека консултираме и грчката страна, заради тоа што тоа не е обврска некоја во договорот, но во духот на партнерството и пријателството ред е да ги презентираме што тоа македонскиот парламент ќе одлучува во периодот кој што доаѓа, затоа што како што напоменувам, тоа е нацрт фаза, може да се дополнуваат со амандмани. Самите уставни амандмани во текот на расправата по нацрт амандманите, на јавната расправа и на конечната верзија на амандманите кои што ќе дојдат. Така да верувам дека до петок ќе стигнеме со сите овие неопходни консултации. Блокада од опозицијата? Не верувам дека ќе се случи блокада од опозицијата. Нема потреба. Иако има одредени шпекулации за ваква работа, јас лично не верувам дека тоа ќе се случи, заради тоа што не ја гледам целисходноста на самата блокада, заради јасно прецизираните деловнички рокови кои што постојат во таквата постапка. Дали на тие се предлозите ќе ги разгледувате, дали ќе преговарате со нив? Значи, јас дискутирав и во рамките на комисијата, ако следевте, Комисијата за уставни прашања, јас ги разбирам потребите на луѓето да отворат дебата, да дават предлози, посебно креативноста на опозицијата и слично, но на крајот знам дека никој нема право и нема да направи било каква условеност на интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската унија. Веројатно нема да дозволиме ширење на Пандорина кутија во Уставот, тоа го знаат сите. Редот е јас тоа да го потврдам. Парламентот е конечен тој што одлучува, ние сме само предлагачи, но во рамките на сите овие работи, јас секој пат стојам на располагање да го градиме она едно општество за сите, за кое што сите се залагаме, а не да се обидуваме на поинаков начин, кога се носат крупните одлуки, зад кои што сите стоиме, се наши програмски определби, се наши стратешки програмски определби како политички партии застапени во парламентот, но и стратешки определби како држава. И нема да дозволиме со било какви желби,
идеи, потреби, креативности, кои што во суштина некогаш и произлегуваат од потребата на граѓаните, нема да дозволиме да бидат загрозени во самиот процес на одлучување. Господине Заев, вие со помирувањето не го споменувате терминот амнистија, но вчера вице-премиерот Османи порача дека оние вклучени сите во 27 април, дел од нив биле можеби колатерална штета, па не е исклучена можноста за нив да има помилување односно амнистија. Како го коментирате неговиот став и дали постои некоја разиденост помеѓу коалицијата? Знаете како? Секој може да има свој аспект и ние сме демократска влада, јас го почитувам начинот на разгледување, начинот на внимание, начинот на посветеност да се постигне конечната цел, а тоа е еден вид на национално обединување интеретнички и интраетнички кој што ни треба. Во Македонија јас зборувам за помирување. Не зборувам за амнестија. Помирувањето како процес ќе го видите вчера, втората точка беше токму таа дефинирана преку едно координативно тело во парламентот, каде што ќе работи на севкупното сегашно помирување, но и перспективите кои се отвараат пред Македонија, како ќе се носат одлуките, ние тоа ќе го соопштуваме во јавноста, но едно знам, тоа го зборев и во парламентот, преку 27 април и настаните е одлична можност да го изградиме тоа помирување. Овде има многу убави моделитети, демократски познати моделитети како тоа да се прави, но ни системот, ни со ова координативно тело, тоа токму треба да го направиме и јас верувам дека тоа само еден мал сегмент. Зошто? Заради тоа што е добро што почнува од парламентот како врвот на демократијата или највисоката институција во Република Македонија, за да може да очекуваме и по вертикала надолу по општините, па дури до последната клетка на нашето општество, тоа е семејството, кое што видов и мои лични примери како политичари, како дури и семејство знаат политички да се подели. Премногу е во политиката. Како мислите да го спроведете помирувањето ако ВМРО ДПМН не учествува во таа комисија за помирување? Јас верувам дека ќе учествуваат. Веќе учествува ВМРО ДПМН, со 8 пратеници со кои што разговарам, тие се ВМРО ДПМН. Пратеници, не навлегувам во нивниот дел, тие пред мене се представуваат, јас тоа го почитувам, како нова пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Тоа е нивно легитимно право. Јас тоа го почитувам, заради тоа што како идентитетот е, како се чувствуваш. И готово. Го почитувам, јас верувам дека и многу други пратеници ќе се приклучат. Најавено ќе се приклучат. Знаат дека треба да се приклучат, го чекат моментот и ја отварам вратата сериозно да се приклучат на целиот овој процес, затоа што така не личи и така е убаво за Македонија. Бројките од 80 пратеници не се доволни и треба да бидат поголеми. Не заради тоа што на Заев така му паднало на памет или Заев тоа го сака. Знаат и тие длабоко во душата дека ова е историски момент за Македонија, треба да се вградат, да ги донесеме заедно одлуките и да засукаме ракавите, да работиме на економија, на реформите и на подобрување на севкупниот живот на граѓаните. На крај, значи споменавте дека ќе ги информирате Ципрас за сите амандмани кои што ќе бидат инкорпорирани. Таму домошните медиуми веќе најавуваат одлагање или пролонгирање на процесот на ратификација до март. Имате ли некој коментар во однос на тоа? Не гледам ништо како потребно за тоа. Премиерот Ципрас во редовната комуникација која што остваруваме во текот на целиот овој процес знае дека и така ме информира, се очекува процесот во Македонија да заврши, за да веднаш тие го почнат процесот во Република Грција. И ниту тие имат корист од пролонгирање, ниту ние имаме корист од пролонгирање. Колку побрзо ги завршиме протоколарните обврски околу парламентите поврзани кај нас уставните промени, кај нив со ратификацијата на договорот, толку повеќе оставаме простор да ги видат граѓаните и на Македонија и на Грција бенефитите токму од овој убав договор, кој што дефинитивно носи само придобивки за граѓаните на двете земји и за самите две земји. Ви благодарам.